Почитувани граѓани, почитувани медии, Социјалско-демократскиот сојуз на Македонија, одговорна партија, отсекогаш работела исклучиво во интерес на граѓаните на државата. За тоа говорат бројните реализирани мерки и политики, од кои директни придобивки имаат граѓаните. Во економијата се зборува низ бројки и факти, па затоа и денес се зборуваме во данас. Каква состојба зад себе постави ВМРО ДПМН, а што направи Социјалдемократскиот сојуз за само 2,5 години скратен мандат. Во времето на ДПМН минималната плата достигна едва 9.000 денари. Со доаѓањето на власт на Социјалдемократскиот сојуз, минималната плата прво порасна на 12.000 денари, за потоа да достигне 14.500 денари. Тоа е раст на минималната плата од 5.500 денари за само 2,5 години. Ако се навратиме назад 7 години, во времето на владењето на ДПМН, односно до 2010 година, кога просечната плата изнесувала 2.445 денари, таа во 2016 изнесува 22.808. Или тоа е раст за 2.003 денари за цел мандат. Во 2017 година, со доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на власт, во месец јуни просечната плата изнесува 22.808 денари, а во декември 2019 година достигнува 26.836 денари. Тоа е раст на просечната плата за над 4.000 денари или поточно 4.028 денари. Разликата е очигледна. Бројките потврдуваат дека во времето на ДПМН за цели 7 години просечната плата порасна за 2.000 денари, а во СДСМ за 4.000 денари. Почитувани, ова се бројки и факти за скратениот мандат на СДСМ за 2,5 години. По изборите на 12 април продолжуваме со истиот тренд и во новиот мандат целта е 18.000 денари до крајот на 2024 година. Според спиралата на растот, ќе расте и просечната плата. Истовремено, членството на НАТО ќе биде ветер во грбот за нашата економија, а за придобивки ќе имаат и државата и граѓаните. Затоа, НАТО значи безбедност и стабилност, но и повеќе странски домашни инвестиции. Продолжуваме по патот на градење на европска и просперитетна држава.